Уште не почнат уписот, веднаш проблеми. Полуматурантите не можат онлайн да аплицираат за упис во средно училиште. Стрес и нервоза за родителите, но и за наставниците. Никој не може да ја отвори интернет страницата на која е објавен електронскиот дневник, во кој пак треба да ги има внесено крајните оценки за завршено 9-то одделение. Родителите гневни, рокот за аплицирање почна да тече, а процедурата е нефункционална. Социјалните мрежи вријат. Мајка на 9-то одделенец пишува дека Министерството за образование си игра мајтап со нив. За Министерството и Бирото за развој на образованието да го ублажи проблемот, вика: може да аплицирате и со слика од дневник од оцените од 9-то одделение. Такаде со принт скринче, ама дневникот не функционира. Ние родителите не може да се вклучиме, но и наставниците не може да се вклучат веќе 2-3 дена за да ги впишат оцените. Таа додава дека дури и хартиените сведителства не се доставени навремено до наставниците и дека од годинава има и дополнително свидетелство. Но дека никој не знае како да го пополни затоа што за него се уште нема инструкции. Имајќи го во предвид продолжениот викенд, а со тоа и веројатноста дека проблемите со уписите не ќе можат да бидат решени пред почетокот на следната работна недела, испративме прашање до Министерството за тоа дали ќе превземат чекори за решавање на проблемот со електронските уписи, како и дали поради нефункционалноста на новитетот ќе го продолжат рокот за поднесување на апликации. За сега од таму немаме добиени одговори. Според досегашните информации од Министерството за образование и наука, електронското пријавување ќе биде затворено на 15 јуни во 15 часот, поради што постои неизвестност дали родителите ќе стигнат навреме да ги запишат своите деца во средно училиште. Овој начин на упис за прв пат е воведен годинава, со ветување дека нема да одземе повеќе од 5 до 10 минути и ќе ги замени гужвите во училиштата, иако засега тоа не е така.